Над 3000 граѓани во Македонија на годишно ниво умираат од болести кои се последица на загадениот воздух, а се враќа иницијативата индустријата да увезува отпад, со чие согорување ќе добие електрична или топлинска енергија. Активистите од Зелен Хуман Град се против иницијативата на Стопанската комора, испратена до Министерството за животна средина, за законски измени со кои на индустриските капацитети ќе им се дозволи да увезуваат отпад од странство за да го горат. Тоа ќе предизвика криминално аерозагадување со трагични последици по животот на граѓаните, а само во интерес на крупниот капитал. И нецелосни се анализите дека виновници за загадувањето се домакинствата и нивното загревање, велат од Зелен Хуман Град. Што се домакинствата во споредба со една индустрија која има дозвола да увезува и да гори отпад, каде што нема никаква контрола и каде што и кога има контрола нема никакви санкции. Законите предвидуваат смешни казни, тие казни не се ништо за заработката и профитот на институциите и не може тие вечно да профитираат по цена на нашите животи. Иако увозот на отпад во Македонија беше укинат во 2020 година, тоа не значи дека не се увезува. Според статистиките, 15 до 30% од извозот од ЕУ кон земји кои не се членки на Унијата завршува како нелегален транспорт на отпад и отвора сомнеш што увезува Македонија, велат од Зелен Хуман Град. Оттаму предлагаат мерки според концептот за нула отпад. Бараме да се инвестира во биокомпостари. Тие биокомпостари можат да го тргнат сиот тој отпад од улиците, од депониите, од контейнерите, нема да се плаќа повеќе депонирање едноставно и да го претворат и во компост и во биогаз. Истовремено бараме да се инвестира, многу да се инвестира во соларна енергија. Потребно е да се инвестира и во капацитети за рециклирање, дополнуваат од Зелен Хуман Град. Со индекс 163, Скопје денеска, според IQ Air, е на 12-то место во светот по аерозагаденост. Главното загадување е од PM 2,5 честички со 78 микрограми на метар кубен, а PM10 честичките се со 84,1 микрограми на метар кубен.